Суден сум 1955 година. Да, така не, извини. Така е въпрос. Лапсус беше. Едно мисля друго. Тогаш ме судия пак 5 години. Тогаш жената ме спасе и Киро попе судията, ако имате слушната. Едната жена ми идела на свиждане в Дризово и ме спасе от и тогаш ме държа осаница. Скоро ме държа 9 месеци осаница и се фати. Не можем никъде. Меѓутоа, како да речат, некој пати лошите луѓе ки има добрите и добри се, меѓутоа така мора да бидат лоши осудени. Назиратели Теодосен беше, не знам дали е жив, се видохме еднаш, мислям, после затвора. И ме гледаше стално, ке ми даде трояден, не може да го вземиш, ке се влечка от тебе, фатен целият. И един ден ми викат, що можем бе дете да ти поможе? Сега бе малце по-голем сега. 1995. Ама викам, що ке ми помогне сега? И се мисли сега, и ако му кажеш нещо, со кого отбориш и ще оправиш. И един ден му викам, ако сакаш да поможеш, вземи моливче, вземи, викам, едно книжа, напиши го или пък да те напише на. И ова книжа да го пуштиш на тая адреса. Ти за мене нема други излази. И вистина стана така, човекот написал, писмото го изпратих болесен, јас имав тетка на жена ми. Тетка на жена ми беше и моја тетка. Работеше во судија за прекршоци, писарка тамо титуларавка и тие одма, како било, преку врски, во Врховниот суд, Кире Попев, беше и партизан на времето. Не беше партизан, меѓутоа беше во последните групи. И тие ја нашли жена ми и првиот пат и од него мина Марија. Казните, викат, како ова? Викат, ситуацијата е, викат, дане, да види да не ви. После 2-3 дена дојде таму, оттаму ме зедоа, да не кажемо детали, а не со бито да ова во Скопје болницата, државната болница, и таму скоро 2-3 недели, месец, таму го дајдов пријател стар од првата група ШВП Сутени, доктор Мико, тоа беше техничар, Мико Георгиев. Сетне стана доктор, беше, ти викам си, не знам шо беше тоа време, ама ме виде, ме спасија, да речем, ето така. И така. Жив е? Жив е. Тука е. Улица Козара. Се гледаме пред. Сега не сум виден, да ти кажем. Тие 14 души живи? Овие два пати не. Тие 14 души. Кој бевте тие? Судија 14-те? Од ВМРО Правда? Да. Овај Мико, овај Рист, Константин Смичков, жив е. Рубен Чакра, жив е. Мирко Георгиев, жив е. Дане Поповски, жив е. Други, да ти кажам, искрено не му се заинтересирал на лисата. Кочо е во Лугано, Швейцарија. Чакра е тука и овај Мирко е тука. Мирко живее на улица, мисля, че Козара. Чакра живеат и не јас на улицата. Овде знам дека живеат на калите. Тука како во овие зградите подвластени. Беше во ситуација купена во место добро. И браќа шо знам. Многу пати ние имаме пренос, повеќе луѓе го знаат тоа, ама јутоа некој сака да го речат, некој не ќе. ВМРО ДПМН е формирано на 22, не е формирано, тоа е формирано на 17 јуни во Скопје, 90, јутоа формирано е таму, ама да речем турбуленциите што настанува како процес, како се викат овај тука во Скопје. Во Скопје. Мислам тоа партијата е формирана. Меѓутоа водени се долги разговори за тоа. Ако сакаш изворно да
правиме мојовет. Оти Драган, например, Богдановски, предлогот беше за ДПМН. И јас бев назначен, да речем, за граничен секретар за Македонија во Канада и Америка. Дане Бабовски. Јас размислував. И не би беше мило, ти знам што значи демократија на некој начин, нека извинат сите. И викам, ние една цел имавме како форма, да речем, на идеи што требаше да се исполнат во однос на нашето живење, а тоа беше ВМРО. Одредени луѓе се најдовме во Америка, продискутиравме таму и викаме, јас ке се одиме ние со жената. А ако се одите, меѓу нас најдовме такво решение и како директива да го пренесиме тоа, пред поздрав, пред ДПМН да се ставит ВМРО. Во почетокот не се служува ни Драган Богдановски, ни крилото што беше, да речем, овие во Германија, во Шведска, некои сега што се чукават вради, например, овие на Маневци, што ти знаат, трети. Сите тие беа, на некој начин, тие самите си знаат што беа. Не сакам ја да давам карактеристики. Ако треба, ќе седнеме со нив да даваме карактеристики, братски. И ние тој предлог го прифативме, дојдовме точно на 22 април овде. На 24 не знам дали по линија на линија или како, дојде одредени луѓе, тука, викат стигна Дане, дај викат, ти си викат секретарот, она, и викат, што треба да се пратне работа. Јас викам, слушай, јас се слагам со тоа, викам. Меѓутоа, не викам со ДПМН. Јас викам, живеам за ВМРО. И сметам дека ВМРО заслужува да бидат водилка во дадениот момент, оти нам ни престои погибеш во дадениот момент. Ние не можеме да се откачиме од таа федеративна, да речем, Југославија, тие ставаши што беа напрени, сем ако не застанеме со овие 4 слова. А тоа се знае. Секој македонец нормален знае што значи ВМРО во однос на крајна цел Обединета Македонија. Сега, да не теоретизиме мислам за тоа тука, али таа е вистина. Према мене и према нас, што ги знам одредени луѓе, затоа што сметам тие луѓе го заслужуваат тоа. И така стана, направивме тука некои видувања меѓу нас, се консултиравме многу пати со овие Германија, да речем, Драган, имавме некоја верба, ето, во него, одредените луѓе што беа во Америка, овие, тие ми дадо за право мене да преговарам со Драган. Во почетокот не се слагаат и така постепено најдовме некои решенја. Тоа, во почетокот тие викаат дека ДПМН треба да биде, ВМРО да биде. Не, нема место. Нема место, викам, за тоа. Кој година си роден, кажи ми? 1931. На трети сум роден. Октомбар 10. Америка замина прв пат 75-та година. Од притисок на притисок, син ми тамо замина пред 6 месеци, јас морам да одиме со жена ми и така ми дозволија. И веднаш тамо се организиравте со нашите... Апсолутно, ние тамо се... И најдов сите робјаши, да речем. Сите, оти види, јас сметам дека македонската младеж и дризово се топеше. Значи сите робјаши, тие сите што беа затворени. Тамо се најдовме тамо, некои умреа, некои се уште живи, од тие, ето да ги речам, во помално време како континуитет за ветници.